Ја пишам оваа порака со сиот гнев собран денов во нашата државна болница, поточно оддел за онкологија. За денес имавме упат за годишен преглед на пациент инвалид во оддел онкологија кој се врши еднаш годишно ако даде Господ. Тргнуваме во 4:30 наутро за да бидеме на време таму како што доликува. Пристигнуваме во 07 часот наутро во болницата. Проблем, еден паркинг нема. Излегуваме, го оставаме пациентот со трето лице да чекаат ред за преглед додека се бара паркинг. Внатре над 60 на пациенти, сите со своите борби. Доаѓа докторов во 9 часот, затвара кабинет и по 30 минути излегува надвор и вика пациентите што се од Скопје да дојдат 7 вторник на преглед и си влегува во кабинет. Ние од внатрешноста чекаме да се почне со работа. После неполн час излегува докторката, ни се обраќа, цитирам: сите пациенти што не се од Скопје на преглед утре петок во 09 часот. Луѓето во неверување што слушнаа пробаа да прашаат што е причината. Одговор, цитирам: не работи компјутерот. Некој проба да праша за мислење, одговор: нема што да прашувате, ви реков утре во 09 часот. Си заминува во кабинет оставајќи ги луѓето со прашања кои никој не може да им го објасни, а камоли и одговори. Пази слика. Таму имаше луѓе пациенти кои сета своја пензија ја дале за денешниот ден за да дојдат на време на преглед, луѓе кои немаат свое возило па дошле со такси, луѓе кои ангажирале друго и трето лице да им помогнат за да бидат на закажаниот термин, луѓе кои го бараат секој миг здравје во нивните животи, пред се луѓе пациенти за кои не изгледа туку на никој не му е гајле за нив таму. Сите се гледавме меѓу себе како не баре да сме на стрелање со страв да не излезат па ќотек да ни удрат. И така еден по еден си заминав. Ова е дно на се, ова е безредие, ова е хаос во кој тие командуваат. Требале да излезат и требале да ви удрат ќотек. Веројатно тогаш ќе се престрашите. И тогаш кога ќе се престрашите, веројатно ќе ви текне како треба. Ако ние правиме моветов дека вие сте однеле таму пациент кој што е пензионер, тоа значи дека он поминал цел живот во работен однос. И во текот на тој работен однос, он целиот свој живот од 45 години работен век, он плаќал фонд за здравствено осигурување и фонд за пензиско инвалидско осигурување. И вас ви е страв да не излезат и да ви истепаат, а вие сте ги платиле сите лекувања однапред.